Цивил медија. Добар ден на сите присутни. Благодарам на организаторите за поканата да бидам говорник на овој настан. Рампи има секакви. Има рампи кои премоштуваат бариери, има рампи по кои тешко се искачуваме. Некои нестандардни и непрописни. Мене ми е драго што имам честите да ја кренам рампата на овој настан како прв говорник панелист. Јас сум Сандра Пешовска-Мицковска, дипломиран сликар, во нека блиска иднина и магистар културолог. Имам многу идентитети, ќерка, мајка, сопруга. Меѓу нив е идентитетот на лице со попреченост. Важно ми е да споделам, затоа сум и тука денес, мојата лична приказна, односно еден аспект од моето живење како лице со попреченост, токму од причина што моите попречености не се видливи. Пораснав во Скопје, родена сум во Скопје, на 100 метри од овој музеј десно, во тоа мало, наречено Кучкар мало. Има безгрижно детство, токму поради локацијата каде што растев, но дотна сватив дека тоа е привилегија да се расте токму во центарот на градот. Кога тргнав во забавиште на 4 годишна возраст, за прв пат на систематски преглед ми го откриле оштетувањето на слухот. Моите родители не биле свесни за тој проблем, сметале дека сум занесена во играта додека ме викале, а не реагирам на повик. Од тогаш ми почна животот по институции како Заводот за рехабилитација на слух и говор, каде што поминав доста време од детството, тоа рано детство. Не бев свесна и не сваќав зошто сум таму. Имаше некоја машинка во која поради нарушениот говор како последица на слухот, требаше да вежбам со логопед за изговор на некои букви што не ги изговарам добро и точно, но јас не слушав дека изговарам погрешно. Затоа многу подотна сватив дека не зборувам како останатите. Во текот на образованието, значи основното образование, немаше методи во тоа време, во средината на 80-тите, како дете со оштетен слух да биде во некоја инклузија на редовно образование. Единствен метод беше првата клупа, каде што секогаш седев. Моите родители ги известуваат сите мои наставници за проблемот со слухот и јас седев во првата клупа и тоа беше тоа. Но тоа не беше никакво решение. Бев физички присутна, но не слушав многу од наставата и тоа влијаеше и на образованието. Морав дополнително дома да работам. Со учениците имаше некои забелешки, деца како деца, знаат да префрлат, да приметат различност, да исмејуваат, нели? И тоа секако беше дел од моето растење. Слушни апарати почнав да носам веднаш по откривањето на оштетувањето на слухот, но во тоа време технологијата беше многу, благо кажано, ужасна. Тие апарати, ќе илустрирам какво е слушањето, какво беше со тие апарати. Сите звуци доаѓаат низ еден канал. Тоа значи дека се што слушате, например на улица, ако помине кола, ако ви зборува некој до вас или ако има некој свирење, сите тие звуци ги слушате со буквално иста јачина. Тоа не е природен начин на слушање.
И не можев да се адаптирам на такви звуци, ги одбивав апаратите и престанав после неколку години да ги носам. Во средното образование па уште помалку имав намера како тинејџер да носам слушни апарати. Исто решението прва клупа негативно ми се одрази на образованието. Негативно. Ми требаше многу повеќе напор да од тоа само физички да бидам присутна, да не можам да следам настава. Некаде околу 13-та година од животот, поради некоја аномалија на видот, некоја флека точка, отидов, посетив офталмолог. И ми се јавија некои проблеми со видот, што не можев да добијам некоја точна, конкретна диагноза. Ми требаа 7 години, значи од мојата 13-та година, ми требаа 7 години да дојдам до некоја диагноза, што би го објаснила почетокот на моето нарушување на вид. По добивањето на диагнозата, што беше благо кажано шок, после оштетувањето на слухот, да дознам дека имам и оштетување на видот, кој е поточно генетска болест и со тенденција да прогресира и да се влошува. Би сакала да илустрирам како јас гледам. Најчесто ме прашуваат зашто не носам очила. Очила не помагаат во мојот случај. Јас имам централен вид и гледам како низ тунел или како низ двоглед. И тој остаток на вид што ми е централен не е совршен. Доста е матен, доста фокусот не ми е добар. Буквално лик да препознам треба да дојде некој на метар до мене. Сега комбинација оштетен слух и вид исто дополнително ја отежнуваат целата ситуација на живењето. Се соочувам со недоразбирање токму од причина што не ми се видливи попреченостите. Оставам буквално истекогаш погрешен впечаток кај оние што не ме познаваат. Тоа ми се рефлектирало низ важни работи, како, да кажеме, интервјуа за вработување, во некои формални комуникации. Знам да поминам некој што ми пружил рака, не сум ја видела, па се добива погрешен впечаток, на игнорирање и слично. Но оние најблиските што ме познаваат, знаат со какви предизвици се соочувам. Живењето не е воопшто едноставно во нашето општество со овие попречености што јас ги имам. Движењето по улица е многу ризично. Кај нас слободно можам да кажам дека нема два исти тротоари. Секој тротоар е нечија лична креација. Однеодамна, со тие акции за велосипедски патеки, дури можам да кажам дека сум љубоморна на тие патеки по кои јас не смеам да се движам, а најсовршени се во моментот во градот. Не можам да видам, не ги гледам шарите на бекатон плочките, линиите, границите. Не можам да проценам каде завршува тротоар или каде почнува скала, доколку се е со иста боја. Во институции, зависно од осветленоста на просторот, така и ќе гледам. Заборавив да напоменам дека имам ноќно слепило. Значи, кога е ноќе, не гледам, многу малку гледам и без исклучок морам да бидам со придружник. Најчесто сум позитивно дискриминирана, како што реков, пошто не се приметува кај мене дека имам некоја попреченост. И добивам реакции од типот, ма супер си ти, ништо не ти е. Да видиш какви има. Некои примери би напоменала на шалтери со оние големи стакла забарикадирани со мали отвори за комуникација. Буквално ми е многу отежната комуникацијата. Исто така нема свесност кај службениците,
кои работат директно со странки за некакви сервиси и услуги. Не постои свесност дека можеби некој не дослушува или не гледа. Сега веќе не можам ни да читам од хартија, оној прошечен 12 фонт, нели? Цртежи во молив и пенкало не можам да ги видам. Друго би напоменала дека покрај тоа што не сум, нели, не припаѓам на групата на телесни попречености, без исклучок ги користам, не без исклучок, но него најчесто доколку има, ги користам рампите и лифтовите, секаде каде што ги има, пошто е побезбедно за моето движење, за мојот живот. Исто би напоменала и би кажала неколку така поекстремни случаи и искуства. Ми се случи да не видам на пешачки премир на раскршницата кај Собрание и градската болница, да помине едно возило и јас да тргнам да поминам пред второто возило, пошто пешачкиот премир беше краток. Испадна дека тие две возила всушност се влечеле со стајла која не била обележана. Јас не ја видов и почна стајлата да ми ги истече нозете доле. Во еден момент второто возило ме удри и летнав на раскршницата. Среќа не беше прометно, па не ме собра некоја друга кола. Ете таа несвесност општо кај граѓаните за некои безбедносни правила што постојат. Не би смеело, нели, јас не сум вожач, но сигурно сум дека не смее да се влечат со необележани сајли. Втор случај сум имала во ноќен клуб во кафич, каде што излегувајќи, просторијата беше многу темна, секако бев со придружба, ме водеа за рака, ги чукнав некој високо столче шанк со пијалоци и почна да паѓаат чаши. Јас се свртев, се извинив, но не можев да препознам луѓе, не можев да ги видам. И во еден момент едниот од нив со чаша со алкохол ми ја фрли во лице. Кога излегов надвор, окото ми беше отечено. И добив објаснување, настана некој хаос, имаше обезбедување, дека нивните пијалоци биле многу скапи, јас сум ги бутнала и сум нанела, нели, финансиска голема штета. И тоа ми се има случено. Неодамна ја повредив ногата, тоа во моето мало, каде што ги знам точно тие ризични места и позиции. Бремена сум веќе 9 месец, во 6-тиот месец се случи тоа, да изгазнам на влабната шахта, која има и дупка на една позиција, да ја свиткам ногата и најверојатно да ја скршам. И 2 месеци и пол ми беше во лонгета. Не сум сигурна дали ја скршив, поради бременоста не смеев да се снимам да направам рентген снимка. И тоа ми се има случено и некои други, сигурно не ми текнува на сите такви ризични ситуации. Она што би сакала да, уствари целта на ова моја исповед, да кажам, е дека постојат многу ризици во општеството за кои не сме свесни, особено не почитувајќи ги правилата на однесување, нели, во општеството. Тоа е како движењето, ете, тие што се влечеле со стајлата колите, ужасно ми пречи и доста ризикувам кога се движам по тротоар, па одеднаш ќе се најдат паркирани коли на тротоарот. Би спомнала исто дека се воведуваат некои нови политики и идеи кои делумно или на крај завршуваат со квази бенефити. Ете како автобусите на ЈСП кои имаат дисплеи, нели, со најави на следна станица,
Тие автобуси се многу пониски, како што сите знаеме, а јас од централниот вид ја немам целосната слика. Кога ќе погледнам низ прозор, не можам да проценам кај се наоѓам точно. Единствено ми е корисно да читам на дисплеот каде сум во моментот и која е следна станица. Имам приметено дека доста често во секој автобус скоро работат дисплеите, но секогаш се исклучена звучната сигнализација. Може би од вас некој не знае дека постои. Звучната сигнализација е снимка најава за следната станица. Доколку има гужва и не можам да го видам дисплеот, би требало да чујам која е следната станица, инаку не би знаела каде сум. За рампите можат повеќе да кажат и телесните лицата со телесна попреченост. Имам пријатели кои доста го користат јавниот превод и се жалат дека не функционираат. Во поглед на здравството и здравствените услуги, би кажала исто дека комуникацијата ми е отежната. Настануваат недоразбирања поради бариерата од тие шалтери со големи стакла и мали отвори. Кога ќе добијам некој извештај или упат или што и да е, не можам да го прочитам и најчесто прашувам дали точно сме се разбрале. Сум имала доста пропусти, изгубено време и пари поради грешна, лоша комуникација. Најчесто ја оставам впечаток на тие шалтери дека не слушам, тоа никогаш не им текнува од прва, туку дека не разбирам, па почнуваат да зборат гласно и упростено. И сметаат дека изгледам неверојатно малце мутаво. Тоа би било најточен опис. Во поглед на здравството, за слухот никогаш не добив диагноза на рана возраст. Во еден период се посомневав, почнав да истражувам од каде токму кај мене два вида на попреченост. Јас сум најстара од 3 деца на моите родители и само јас имам некој вид на попреченост. Истражував на интернет и дознав за еден синдром кој е ретка болест и кој ги објаснува токму моите состојби со појавата на оштетување на слухот на 4 години и со промените во видот во почетокот на пубертетот. Неодамна, тоа можам да слободно да го пофалам и министерот за здравство, кај нас се прават генетски испитувања. Иако долги години се обидував да дознам дали токму тој синдром го имам јас, но не можев да најдам на разбирање со специјалистите. Се оградуваа секој офталмолозите за нивната диагноза, од уролог за нивните објаснувања и добив упат за тестирање токму на овој синдром, Ашер синдром, кој е исклучиво ретка болест. Во Ману чекав долго време, со објаснување дека некои тендери треба да поминат и слично. И пред 2 месеци некаде добив резултат со потврда дека го имам тој Ашер синдром. Што тоа значи? Иако тој нема лек, ми беше важно во контекст на одлуката да станам мајка и што би можела да очекувам како генетски предиспозиции кои ги носам, да ги наследи моето дете. Ова ми е втора бременост, второ дете чекам. За среќа фактор и таткото во ова приказна, кој допрва треба да се тестира, но првото дете, мојата ќерка, нема никакви симптоми за среќа, иако е носител на еден од мутираните гени од моја страна. Во контекст на здравството исто ќе кажам дека имав доста предизвици. Покрај одлуката да станам мајка не беше воопшто тешка, тоа ми било желба од секогаш, без исклучок. Но кога дојде време за породување, се обидов во болницата во која решив да се породам,
да се договорам со конкретен гинеколог да ме породи, се со цел да му објаснам како да комуницира со мене во текот на чинот на породување. Што тоа е сепак ризичен чин, може да настанат секакви компликации, а и важно е да се осигура докторот дека јас сум го разбрала доколку ми дава инструкции или нешто треба да направам. За жал немало таква можност да се договарам со конкретен доктор, освен неформално, официјално не можеше. И за среќа помина се во ред. Додека бев во собата, после породувањето, имало некои соопштенија на видот на некој дел објавени, закачени, што јас не ги видов. Некои слики со мајката да не го држи бебето во низиниот кревет, од безбедносни причини, да не се случи да заспие, па детето да го испишто и да падне од креветот. Јас тоа не го видов, не можев да го видам, никој не ми предочи дека треба да прочитам нешто некаде. И добив така груби критики дека не сум смела тоа да го правам и слично. Исто тоалетот бил нефункционален, делумно функционален. Кога влегов да се туширам, настана поплава. Токму поради таа објава на вратата, што јас исто не ја видов, што тие информации мене не ми се достапни. И пак најдов на бурни реакции и критики. И таа ниска свесност и немање пристап до информации многу директно и тешко се одражува на мене, претпоставувам и на сите останати лица што го имаат истиот проблем. Би можела и уште да зборувам, но во интерес на времето и на останатите учесници. Тука би завршила, па би се вклучила и податно доколку ме текне нешто. За крај сакам да го споменам и етикетирањето и именувањето на лицата со попреченост. Како активист и познавајќи други активисти за правата на лицата со попреченост, на многумина од нас не е важно како не именуваат. Оној термин посебни потреби има доста голема група од нас која се бори да се isfrли од употреба, затоа што јас сум граѓанин на овој град и република, исто како сите останати. Не би требало да ме третираат мене дека имам посебни потреби, затоа што јас сум постојам, рамноправна сум и имам специфични можеби потреби како и сите вас. Условите во општеството треба да бидат прилагодени за јас непречено да се движам. И тоа не е ништо посебно, зашто ние постоиме неофицијално можеби околу 20% од населението со попреченост. Тоа не е мала бројка. Се користат и други термини, да речам бизарен можеби инвалидност, кој официјално нели имаме институции, ние пензиско-инвалидски фонд или како и да е, што во превод би значило невалидни, нели? Кои други термини? Хендикеп, тоа е некако најблага форма можеби за употреба, но генерално и интернационално сега се користи попреченост, нели disability. И тоа не е некоја најсјајен избор, но јас верувам дека ќе бидеме лица со попреченост, додека општеството има пречки. Кога ќе ги нема општеството и ќе не нема нас како лица со попреченост, току нормално би функционирале, живеели, би се движеле. Ви благодарам. Цивил медија.